Добро вечер, со мене Сергеј Варошлија. После 2 годишно медиумско отсуство евме повторно во етерот. Сакам да искористам приликава, да се заблагодарам на сите оние пораки на поддршка на кои што викаа дека им фалам, меѓутоа ќе искористам приликата да им се заблагодарам и на оние што не сум им фалел. Што се случувало на тема мода, што се случувало на тема убавина во изминатиот период, што допрва доаѓа, сето тоа ќе ви го објаснам во ова ново реинвентирано издание. Останете. Во ова ново реинвентирано издание ќе зборуваме нормално за модата, за индустријата за убавина, од која што сите сме на ваков или на онаков начин дел. Ќе видиме што се случува, се наоѓаме во среде пандемија, какви се луѓето, дали се дотерани, дали се дрпнати, дали се во тренерки и во пижами, во која фаза на изглед се наоѓаат. На темата индустрија или производи за убавина, ќе разглобиме индустријата во неколку сегменти. Ќе видиме дали вреди да ги трошите вашите средства, односно пари, на скапи брендови, на скапи производи за убавина, заради тоа што маркетот е апсолутно преплавен од се и се што. Останете со мене. За денешно издание одбрав еден од моите омилени производи за убавина. Станува збор за црвениот кармин. Црвениот кармин е за мене многу битен елемент од изгледот или негата на секоја жена. Одбрав неколку производи, всушност кога се каже кармин, се мисли на црвен кармин. Своевремено не ги интересирало нити нюд, нити розево, нити помаранџесто, нити зелено, нити джигер бои, нити шуш бои, ништо не ги интересирало. Усните треба да се поправило црвени. И црвениот кармин јас сметам дека може да се користи, а и треба да се користи секојдневно. Не без разлика дали е преку ден или е навечер. Меѓутоа да не должам да предам што јас успеав да најдам во поскопските продавници. Ќе го земам еден од најскапите производи што успеав да го најдам. Сериозно, луксузно пакување, еве ќе го видите. Јас сум имал прилика да ги проверам и да ги тестирам. Одев на базичната црвена нијанса. Станува збор за кармина Герлен. Сега, јас го имам проверено овој кармин, го имам истестирано, меѓутоа сакам на лице место на вас да ви покажам што се случува. Солиден, кремаст, што би се рекло рич, полн со пигменти. Одиме со кармин од MAC, кој што е многу користен во индустријата за убавина и помеѓу јавните личности. Не е дека претходниот него користат јавни личности. Меѓутоа, ова е еден од најекспонираните и најпотрошуваните кармини. Попигментиране, различен ефект имаат еден од другиот, едниот е сјаен, што би се рекло по старински кармин класичен, а ова веќе има појак пигмент и има мат ефект. Одиме со третата варијанта, Max Factor. Тоа е една од првите куки за кои вадат филмска шминка, заради тоа Max Factorот се толку и познати. Каков е на Max Factor црвениот кармин? Јас знам, дали знаете вие? Во него има малку и плава нота, многу лесно се размачкува и е одлично пигментиран. Пакувањето е вака солидно, малку е тенекија. Меѓутоа, нели, бираме и изглед и квалитет. Одиме следно со француската компанија L'Oréal. Ајде да видиме L'Oréalот какво карминче има внатре. Посолидно е малку пакувањето од Max Factorот, убав е на изглед, одличен е на кожа, како што јас го имам и на усни тестирано, меѓутоа како ги правам овие свочови овдека, можам да приметам дека овој најубаво и најлесно се размачкува. Имаме кармин Maybelline, драгстор производ. Каде поевтин од, поготово од првиот.
За цената на првиот можете да купите едно 40 вакви кармини. Убава боја, солиден квалитет, барем вака на прва. Одиме со кармин на брендот Seventeen. Често младите, заради буџетот или заради што и да е, си дозволуваат и може да си купат вакви брендови, вакви карминчиња. Пакувањето му е, да ви кажем, драги гледачи, дрпнато. Ама толку е дрпнато, мислите дека е од некое друго време, толку му е дрпнато пакувањево. Тоа е страшно нешто. Значи, Seventeen нека поработи на оваа тенекија, па ова не е ни тенекија, ова е нека језива пластика која што после ви се утуткува уташна и ви се крши и кармините ви се после дрпнати и стуткани. Меѓутоа нели, дај да видиме и квалитетот каков е. Па да ви кажам, они сакаат да биде како мек, меѓутоа ова е дефинитивно едно од сите овие 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ова е според мене и моето искуство и ова пакување, ова да ми го дадат гратис, јас не би го користил. Не е дека за една употреба не може да пројде, меѓутоа ова мене не ми се допаѓа. Така да одма ќе го тргнам настрана. Обично, секогаш кога проверувате или пробувате било какви да е нијанса на кармиња, поготово црвени, или кога ќе видите кај некоја си другарка, пријателка, што убав ти е карминот, што бројче ти е да си купам и ја ист таков. Не можеш да си купиш и ти ист таков. Заради тоа што на неизината уста, истата боја, на твојата уста ќе стои различно и тоа мора да го имате во предвид. Друга една работа. Кармини не се пробуваат на рак. Јас ги пробувам заради тоа што ги познавам. Зошто не се пробуваат на рак? Заради тоа што раката има друга боја од усните. Усните сами по себе има друга боја од остатокот од вашата кожа. Така да раката не е меродавна. Вие на раката ќе ја видите нијансата која што е во пакувањето, ќе го видите квалитетот, покривноста, сјајноста, што и да е. Меѓутоа нема да го видите ефектот кој ќе го добиете на усните. Така да генерално црвен кармин мора да се проба на усни. Сега, ако експериментирате со луксузен кармин и сакате да го купите и имате доволно средства за да видите како ќе ви стои, пошто на другарката ваша ви се бендисало како тоа изгледа, тогаш ако ви дозволува буџетот, експериментирайте. Сега е недозволено пробување кармини на уста, така да гледајте некако да се усогласите со вашиот пигмент. Треба да си ја познавате бојата на устата, каква ви е. Некој има побледа уста, некој има природно поцрвеникава уста. И друга една работа, сите кармини, поготово црвените, имаат разна база, затоа и влечат некој на кај корално, некој влечат на кај црвено, како што може да приметите. Сите имаат разен тон, некои имаат потопол тон, некои имаат поладен тон. Тој тон мора да одговара со тонот на вашето лице, на вашата кожа и пред се на вашата усна. Сега, по ова што го гледам јас овдека, ова дрпнатото, а оваа луксузна работа, ќе пукнам. Ќе пукнам ако не ја ставам на себе, сваќате ли дека ќе пукнам? Одлично оцртува. Добар квалитет. Ама сакам да направам споредба, се викате види будала, црвени кармини става. Не става, шутно. Суф. Многу. Веројатно е траен. Кога ги помешам двата, добивам некој подруго чувство на хидратација. И затоа мислам дека одозгора ќе го фукна Макс факторот. И екипава ме гледа, тука се гледаат меѓу себе. Сега да иде будала. Се утутка со црвен кармин. Сега, да не должам, ова. Вреди за средствата. Како пакување, како дизајн, дефинитивно е малку и како накид. Мене многу ми се свија како изгледа. Ако вашиот джеб дозволува вие да го купите овој производ, јас немам никаков проблем. Тоа секој со своите средства прави тоа што сака да го прави.
Изгледа преубаво, кој има тоа огледало, можете да се проверите, можете да се правите важни, демек имате Guerlain Кармин, пошто Анџелина Джоли рекламира Guerlain и такви некои работи. Дали вреди? Мислам дека не толку колку што кошта. Сметам дека е еден вид на статусен символ, како и многу други скапи работи. Го сакам макот. Многу, меѓутоа ми дава едно чувство на сувост. Макот има и друга линија на кармини кои не се толку суви. Дали вреди за средствата и како пакување, и како бренд, и како квалитет? Апсолутно да. Така да ова е еден од моите омилени моментов. И како трет омилен, јас ќе... Леле, драги гледачи, очо зборев глупости ми падна кармина. И сега што ќе правиме ништо, ќе се пикна во стол да го земам. Еве го, се утутка малку, ама што има врска де? Еве вака ќе си го избришете и така го туткате, го тискате по ташни, го давате деца ви се мачкат, го издрпа вака и што му фали? Ништо не му фали. Битно е дека е преубав, како и да е, и јас го утуткав. Така да, мои фаворити се овие Max Factorот и Мекот, дефинитивно. 6 вида на производи, едниот го... Че тоа е дрпнате, утуткува и е катастрофа. Овие другите, сите се со солиден квалитет, тоа би било во однос на кармините. Благодарам, се гледаме уследно. Добро вечер. Стасавме до оној дел кој што вас ви е многу интересен. Ке се јавуваме, на кого ке се јавуваме, ке видиме што се случува во светот на модата. Постпандемиски, пандемиски. Луѓето дотерани ли се, дрпнати ли се, утренерки ли се. Заради тоа што пандемиски некако се научивме сите да бидеме во тренерки дека ни е најкомотно. Неколку модни куќи направија сериозна револуција во модниот свет. И мене, од сегашна перспектива, ми изгледа се само едноставно и досадно не. Модата е променета за овие 2 години. Да, останува комфорт на дневна база, уличниот и урбаниот стритстайл, меѓутоа денеска сакам да зборуваме за високите модни куќи, за луксузните, скапите брендови, не заради тоа што коштаат, меѓутоа заради тоа што од скапите брендови, од високите модни куќи, од тамо ги конзумираме нештата и ги поедноставуваме во секојдневието. И одбрав модната куќа Balenciaga, која прави апсолутно драма од сопствените креации, и одбрав модната куќа Gucci, која што е сериозно инфлуентна. Драги гледачи, јавно ќе кажам дека до пред 4 години сум бил антифан на Ким Кардашиан. Ама скроз антифан. Јас се уште неам изгледано една епизода од тоа шоу Keeping Up with the Kardashians. Од денешна дистанца ќе си ја затворам устата заради тоа што жената покажа огромен моден и бизнис раст, сериозен. Ја гледаме у All Black, се црно Balenciaga креација. Само има ташна со кристали, циркони, одлични наочари. Изгледа перфектно. Колку е се тоа минимално, а многу кажува за модата. Не можев да му се изнагледам на ова видео, например. Го гледам и со вас. Изгледа прекул тој минимален простор. Не е забавно, не е готово, драги гледачи. Не е фучи, затоа што знае дека ова нешто што е upcoming. И еве таа фамозна Bedazzled или ташна со кристали, ја имаме у едно друго издание. Кожата е исто така многу мода. Ја имаме со таа маска на глава, кожен мантил, кожни чизми и повторно Balenciaga ташната. Ова е се Balenciaga што гледате. Ево го. Имаше и критики за целиот овој изглед, меѓутоа пак ќе ви кажам, мене не ми влече око ништо што е досадно или што е секојдневно. Мене ми интересираат работи кои што отскокнуваат од тоа што го гледам секој ден на модна сцена. Не е ова нешто што треба да го носите вие на главата секој ден. Значи, ова е изглед за соодветен настан, какви што настани немаме ние, меѓутоа е ултра трендовски. Ја имаме Ким на Met Gala. Ајде да видиме на Met Галата. Драги гледачи, Met Галата е Оскар на модата.
Тоа е најгламурозниот настан, најгламурозниот моден настан. Она, на најгламурозниот моден настан, дојде антигламурозно облечен. Темата беше Америка. Незиното објаснување на пратењето на темата апропо се ова, беше во Америка све се сведува на едно нешто основно, еве ги, луѓе пискаат, не знам како гледала низ тоа, како одела у веце, како пипкала, што правела, не ме прашувајте, мене прашајте Анеиза. Меѓутоа остави огромен впечаток и направи шатдаун на целата Мет Гала, што обично го прави тоа Аријана. После ја имаме исто така у Баленсиага издание, претерав малку со Ким, меѓутоа толку ми остави впечаток, поготово овиено очари со таа мокра коса. Тој аутфит за мене е нешто многу ново што го гледам. Да, е малку Бетмен, е малку Кетвуман, е малку како карактерот некаков си филм, меѓутоа изгледа одлично и изгледа многу добро. Повторно збориме за Баленсиага, еве Аријана на Мет Галата, исто така одлично стилизирана у некој си оверсайз капут или мантил хаљина би рекол, со капа и со многу накид на себе. Next, следно што е многу инфлуентно, многу наметливо е Gucci. Гигант, излегува и филм, така да поготово е многу интересна соработката на Gucci со Баленсиага. Колекцијата се вика Арија. Многу е креативна, има малку моменти на футуризам, има малку моменти и од 60-ти години. Генерално целата Gucci колекција е некако 60 сврзана, само некако е upgraded. Ајде да видиме. Ова филм ќе трае 1 минута. Јас ќе погледам само еден дел, ќе го запрем, чисто да имате представа за каква естетика станува збор и што носи модата пост пандемиски. Ќе ве навратам наназад едно 100 години, после секоја пандемија или после секоја светска криза, доаѓа до една модна експанзија. Тоа се случува и со високите модни куки. Така се има случајно што се вика Roaring 20s, 20-тите години, големиот Гетсби, каде што доаѓа до едно пласирање на една висока мода. Точно од една страна луѓето, нели, да не бидам брутален, меѓутоа е така, немаат и што да јадат, меѓутоа одредена група и категорија на луѓе се забавуваат исклучително добро и изгледаат многу добро. Моето мислење како работите се движат некако мидат во таа насока, на многу голем луксус, на многу кристали, на многу интересни модни парчиња, а од друга страна го имаме и минимализмот кој исто така се наметнува како тренд. Во кампањата е снимена и музичкиот бенд Måneskin, кои се многу интересни, меѓутоа за Måneskin ќе зборуваме во друго некој издание. Гледате кожа, гледате колор, гледате накид, разни бои со голема естетика. Еве како им изгледаат кампањите. Гледате колку детали, долги коси, диспропорционалност, меѓутоа врвна естетика. Алесандро Мишел е апсолутно гениален. Има дури малку, што би се рекло, weird момент, меѓутоа тоа у мода секогаш проаѓа. Еве ги Måneskin, одлично изфотографирано, одлично сработено. Ова е се од тоа видеото што погледнавме, таа колекција Арија. Ова мене ми остави голем впечаток, заради тоа што повторно ќе кажам, ова е хот кутур, ова не е нешто што е за секојдневие и изгледа скроз некако футуристички, постапокалиптично. Славните личности обожаваат Gucci. Ја имаме Майли Сайрус у Gucci. Имаме Ана Вентур, чим Ана Вентур се наспикала у Gucci и се настегала. Имаме Били Айлиш у Gucci. Го имаме Хери Стайлс у Gucci. Го имаме Джаред Лето, Лана Дел Рей. Нормално, Мадона мора и она да се настега у Gucci. Завршивме со свет, гледате на каде оди светот. Ајде да видиме што паралелно се случува кај нас. И ќе почнем со еден од моите омилени ликови кои ги сакам. Ќе зборам за Тамара Тодевска, да ја видам во задни време, кога некој ти е едноставно драг ти е. Затоа што, ете така, ми е драг. И затоа што мислам дека, не мислам, него одлично изгледа. Ја имаме тука во кожен фустан, со одлична коса, одличен накид, одличен мејкап. Тамара во последно време ме изненадила и приватно имам кажано дека изгледа фантастично. Еве, во истиот тој кожен фустан, ја довела линијата во
ред, одлично е стилизирана. Ова е дизајн на Игор Марков, прекрасен црвен фустан, одлична фотографија, одличен мејкап. Тамара, за тебе стварно браво и Мерлин Монро мислам дека стварно ќе ти даде аплауз. Повторно ја имаме во долг фустан со залижана коса, се е трендовски. Во моментов што гледам е се трендовски на нејза. Многу ми се допадна оваа фотографија од спот. Браво за ноктите, за црвениот кармин и за тие ланци како кап. Одлична идеја. Ева и Тамара, што медиумите рекла дека Тамара као Мерлин. Одлични се фотографиите, одличен е стајлингот, одлична е косата, се е тука супер. Сега. Кај ми? Леле, падна. На кого ќе се јавуваме се? Сега видовме што има во свет, што има. Ајде да видиме што има кај нас. Живот без стил. Живот без стил. Живот без стил. Живот без стил. Ало. На оваа слика. Одлично изгледа. Се е супер, чизма, сако, тука косата е супер, наочарите, торбата, ташната, позата, многу спонтано. Супер. Зошто? Какви се овие фустанчиња? Какви се овие робички? Какви се овие дрпнати халинчиња? И она нешто оди и позира. И шо? Па она Бритни, што најдрпната. Бритни ја сакам највише у свет, па не снима вакви глупости. Ова е тешка глупост, ова не е мода. Со in и out, тука ќе завршиме за денеска, а следниот пат ќе погледнеме исто, нешто од високата мода, нешто локално и ќе видиме и некои други нормално модни катастрофи, каде што нема да бидам благ во коментарите. Поздрав! Добре дојдовте во плакарот на Кека. Сега, што е концептот со плакарот на Кека? Сакам да ви раскажам на кратко. Сите ние, буквално сите ние, имаме по дома мајки, сестри, баби, тетки или каде да, или не по дома, или кај нив дома, каде што имаме парчиња на гардероба кои се напикани, натискани од старо време, некои сукнички, некои перики, на Бритни екстензијата паднала доле, дрпната е. Значи, имаме разноразни алишта, пиканици, складиште. Сега, Кека е особа која што сака многу да се дотерува. Меѓутоа, од што има многу набутано, она не знае што е функционално. Некогаш има нешто што е старо, некогаш има нешто што е ново. Јас ќе ви дадам идеја како со старите парчиња од вашите мајки, баби, тетки или чиви да е, направите нешто ново, вметнувајќи нови модни елементи. Значи да не биде тисканици, пиканици, тутканици, складиште, фундус. Тоа е плакарот на Кека, а Кека да изгледа елегантно, фино, модерно. Вообичаено, јас и Кека се инспирираме од некои жени, пошто Кека многу сака се дотерува, од жени кои направиле свое видно влијание во светот на модата или во шоу бизнисот. Денеска ќе ја земеме како инспирација Леди Ди или Леди Дајана Спенсер, принцесата на народот. Своевидно голема модна икона, танг, можете да видите. Она е шоустопер во својот изглед, своевремено и ден денеска многу битна и многу инфлуентна. Како некои покласични парчиња, денеска да ја дотераме Кека да биде малку покласи, да биде малку по-ројал, малку чајанка со Queen Elizabeth. Прво треба да ги тргнеме овие марабуа, овде кој знае кај било, у Париз на стриптиз. Овие чипки, тоа не. Ова е на Анджелина, ја украла халината од Малефисент. Били таа ли е? Нема CGI, не може да каже. И таа ќе ја битисаме. Гола е. Сега ќе ја облекуваме. Ајде да видиме како Кека ќе стане Леди Ди. Еве ја. Леди Дајана Спенсер, па боле и Дајана не изгледала. Класична, црвена, елегантна сукња, бейзик Зара мајца. И Леди Ди си сакаше бейзик мајчки да си носи. Ова винтидж парче од мајка ми го имам најдено дома.
прастаро е, можеби 30-40 години, црни ракавици, елегантна салонка, брендирано чантиче и обавезно заштитниот знак на Леди Дајана бисерите. Изгледа многу и трендовски, изгледа и многу класи, црниот шешир си го прави своето. Сега, како вие од сето ова, одеднашка да го задржите класичното парче, а да го искомбинирате, реинвентирате на модерен, младалачки, кул начин? Што ви треба? Пак! Евеа! Реинвентирана Lady D. Го задржавме класичното парче, старо 30 години, на него ја задржавме класичната Zara мајца. Додадовме машки, мој, джинс, Zara, одлично се уклопија, додадовме Zara чизми и наместо брендираната скапа ташна, додадовме ранче перфоа. Бисерите од врат се преместени тука, сепак да го има тој момент и тој тач на Lady D. Изгледа многу елегантно, многу младолачки, многу модерно и многу кул. Вуала! Дојдовте во делот каде што можете да ми поставите какво и да е прашање. Се надевам дека ќе поставувате прашање што се поврска со модата или со убавината или тоа што ве интересира. Прашањата стигаат на мојот Instagram профил и прашањата што стигаат на профилот на Sergey Reinvented. Од кога го пуштив тизерот, добив некои видео пораки, неколку прашања. Хајде да погледнеме првото. Здраво, Сергеј, многу фалеше. Каде беше и што правеше ве последниве 2 години? Благодарам, баш ми е драго што сум фалел во етерот, каде бев до сега и што правев овие 2 години, исто како и повеќето, скоро и да ништо. Меѓутоа сега ќе правам многу интересни работи кои ќе ве забавуваат дополнително. Имаме уште една чинам видео порака. Мислење за долгите, предолги ногти. Не го разбирам. Се што е тековен тренд. Брзо доаѓа и брзо минува. Апропо долгите ногти на Cardi B, како тренд и ќе го прифатам во одредени сегменти кога е прашање фотографија или некаков си едиторијал или што и да е. Меѓутоа, од прашање на функционалност, мене многу ме интересира ја да ја прашам Cardi B како она иде во WC. Или можда муж ја носи, па она вика готова сум со ноктите, па нели, да. Или како Cardi B се тушира, или како Cardi B куца у телефон. А можда на крајот на денот и јас ќе ставам едни такви нокти, зашто нели, искуството само по себе ќе се покаже. Тоа мислам. Сега имам тука некои пораки. Фалеше многу, welcome back. Добро ве најдов. Благодарам. Тизерот изгледа супер, can't wait. Еве, очигледно дочекавте. И да потенцирам, ова се прашања кои што вие нормално со ваша дозвола сакате да ги објавам, а не кажувам од кого се пратени. Уште едно прашање, кој ми е омилен пијалок? Не кажувате за каков пијалок станува збор, не прашувате, односно. На дневна база сите знаат дека сакам да пијам многу кафе, го конзумирам у ненормални количини, сум љубител на кафе, а ако мислите на алкохолни пијалоци или пијачки, омилени ми се 3, поготово последниве 2 години. Совршено мартини со 3 маслинки ме прави совршено среќен во совршено време од денот. Втора пијачка, бело вино, ладно. И трето, аперол шприц. Тоа би било тоа. Уште едно прашање, во какви односи си со Боки 13? Во најдругарски, како и секогаш. Бојан ми бил, ми е и ќе ми биде другар секогаш. Дали си сингл? Джени? Сериозно? Сериозно вакво прашање ми давате? Горда? Абе, Никола, зашо ги интересира тоа? Никола! Били, што да им кажам, бе? Битно ли е?
Дали е битно дали сум јас? Зашо ви е битно дали сум јас сингл? Што има врска дали сум јас зафатен или сум слободен или дека ќе дојдете да ме земете или нешто што интерес некаков пројавувате? Поготово од фейк профил. Па никад нема да ви кажам зашто е тоа моја интимна работа и моја интимна и лична одлука да не сакам да се изјаснам по тоа прашање. Поздрав. За денеска со рубриката Прашете го Сергеј или со Q&A доволно завршивме. Се што ви интересира или сакате да ми пратите некоја видео порака или каква и да е текстуална порака, слободно можете на мојот Instagram профил или на профилот Сергеј Reinvented. Се гледаме за 7 дена. Поздрав. Ви благодарам за денешното внимание, се гледаме за 7 дена. Во меѓувреме, следете на социјалните медиуми, на истите, на мојот профил и на профилот Сергеј Reinvented. Можете да поставувате прашања, се што ве интересира во врска со мене, со модата, со индустријата за убавина, кои производи сакате да ги видите, што сакате да тестирам, сакате ли нешто ново, имате ли со нешто проблем, сето тоа инбокс.